Над 4000 граѓани на Куманово примаат инсулинска терапија, од кои 143 се деца со тип 1 диабетес, истакна денеска доктор Марија Бајдевска-Спирковска, одговорна за Центарот за диабет во болницата, по повод одбележувањето на Светскиот ден на диабетесот 14 ноември. Според надлежните, загрижува фактот што бројот на заболените од година в година расте, како на локално, така и на државно ниво. Инаку Светскиот ден на диабетесот 1991 година се одбележува ширум светот на предлог на Меѓународната федерација за диабетес и Светската здравствена организација, а како одговор на зголемената загриженост и ескалацијата врз здравствената закана што ја носи диабетесот. Денеска е 14 ноември, Светски ден на диабетесот, кој што традиционално секоја година го одбележуваме, со желба да зголемиме свесноста кај луѓето за ова сериозна болест. Ова е најбрзо растечка глобална пандемија во светот со кој што се соочуваме и секоја година бројката е се поголема. На ниво на нашиот центар за диабет се прегледуваат од 800 до 1100 луѓе на месечно ниво. Значи тоа не се само пациенти на инсулин, значи тоа се пациенти со предиабет, тоа е состојбата која што претходи на диабетесот и која што ни е практично и најважна, и тука најмногу сакам да апелирам во однос на превенцијата, значи да измериме шекер, да направиме една барем денеска да ги натераме луѓето да отидат кај својот матичен и да направат една обична лабораторија или во аптеките денеска сигурно има и бесплатно мерење на шекер во крв, да си проверат шекер и секоја бројка која што е над 6 треба да не загрижи, да пробаме да се прегледаме. Инаку 4124 пациенти примаат инсулин актуелно во Куманово, од кои што 143 се деца со тип 1 диабет. Тоа е само нашиот центар. На ниво на државата бројките се огромни и секоја наредна година имаме се повеќе луѓе со диабет. Загрижува посебно во детската возраст што се јавува, веќе имаме кај деца прекумерната телесна тежина, седентарниот животен, кафанскиот животен стил, немање физичка активност, јадење брза процесирана храна, смоки, чипсови, глупости, сето тоа, јас ги викам глупости, сето тоа се одразува на појава на диабетесот. А сето тоа можеме ние да го промениме, нели, со еден здрав живот, со физичка активност, со едноставно, нели, да се погледнеме од сабајле во огледало и да кажеме денеска ќе јадам здраво, нели, сами на себе да си кажеме дека треба да го промениме начинот на живот. Тоа не може ни доктор, никој тоа не може да ни го каже, дури ни наставниците не можат да влијат на учениците ако ние родителите од дома не почнеме. Значи тука се почнува дома. Токму пред диабетесот, значи тука имаме пореметување на бројките во смисла на шекерот на крвта, но не е доволно за да ги крстиме диабет. Ама и во тој момент почнуваат промените на малите крвни садови и тука се јавуваат компликации. Значи ризик од инфаркт, од срцева слабост, од мозочни удари, оштетување на бубрезите, на очите, се почнува во состојбата пред диабетес. А тука со промена на животниот стил, најголем дел од пациентите ни се враќаат во здраво. Само мал процент од тие пациенти на годишно ниво ќе преминат во диагноза диабет ако го променат начинот на живот. Значи тоа е толку едноставно, промена на начин на живот во превенција на една од најтешките глобални пандемии. Се треба да јадеме, значи мојата препорака е да јадеме се, но да бидеме умерени. Значи да внимаваме како ја комбинираме храната, да не се прејадуваме. Значи во храната треба да има и салата, и месо, и јаглени хидрати. Никој од нас не може да живее без да јаде јаглени хидрати, но нели не е исто дали ќе изедеме осминка бурек или четвртинка или пак 2/4. Кај нас многу се јаде ори, се јаде компир, се јаде цукано, теста, пити. Тоа е нешто што е доминантно застапено во нашата кујна, а за жал и најлошо влијае на вредноста на шекерот во крвта.